Празничната сезона на крајот на годината често е стресен период, посебно за Дедо Мраз, кој со своите ирваси мора да се движи со брзина од 5800 км во секунда, за навреме да ги донесе подароците на сите деца во светот. Но подароци добиваат и возрастните, особено оние кои биле вредни во текот на целата година. Па токму затоа, денеска директно од далечната Лапонија, во дворот на 1ТВ пристигна Дедо Мраз, кој со автомобил, наместо со своите ирваси, донесе вреден подарок за познатиот водител Сергеј Варошлија. Дедо Мраз на Сергеј му подари доста вредна награда, односно цела година бесплатно користење на услугите на АМСМ. А дека Сергеј навистина не очекуваше ваков подарок, говори и изразот на неговото лице. Многу сум изненаден, ме фатија буквално затечен. Да. Што всушност се случува денес? Какво е изненадување? Дојде Дедо Мраз. Дојде Дедо Мраз. Ние сакавме с Сергеј да го направиме наш ексклузивен АМСМ член, со тоа што ќе му понудиме АМСМ членска картичка. И со тоа Сергеј цела 2019 година ќе има бесплатна помош на пат и шлепување каде да оди низ Македонија, без разлика што не е возач, тој ќе ги користи услугите и ќе има попусти бенефиции во над 250 АМСМ партнери низ Македонија. Вау, ќе бидам шлепан. Можеш и ти да се шлепаш, Васко. Може да шлепаме шлепам. Да, така може да ја видите и картичката. Картичката е со неговиот јузер. А ќе си има и лепенче за телефон кој што може да го користи после за картички и слично. Сергеј, си добил ли некогаш ваков подарок? Не. Многу сум, да, изненаден сум, стварно малку ме фатија во една ситуација која што ретко ми не може да ме... Што прво помисли, што прво ти дојде на памет кога биде автомобил? Не знам што се случува. Обично милиција доаѓа така по мене тука. Овој пат ама се викам дали креваат некоја кола Дедо Мраз е тука. Не знам што да помислам, се беше толку многу брзо како што може да приметите, гледам за што станува збор. Само сватив дека Дедо Мраз ми кажува дека сум бил добро дете оваа година. Али може да биде мотив за да полагаш да се решиш да седнеш зад волан и да да полагам тешко, да седам зад волан знам, меѓутоа Тоа во друга прилика. Не во друга прилика, него си имам некоја си своја филозофија прво возењето, не е дека него сакам немам живци за во сообраќај, тоа е проблемот. Леле, ова вика хо, да. Дедо Мраз, дали ги гледате емисиите на Сергеј Варошлија? Секако. Се допаѓа она што го прави? Па ние сме во мода поради него. Така? Така е, да. Дали беше добро момче оваа година, па затоа доби оваква убава награда? The best. Најдобро. The best. Толку добар не сум бил, морам да кажам, на 40 на година. Океј, ви благодарам. Бил и ке биде. Фала.